civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сите теми се доста значајни и за сите теми навистина ни треба суштинска дебата, инклузивен пристап, бидејќи за секоја тема, ете на пример за образовните реформи и мултикултурализмот во образованието, секако е предизвик голем за нашиот национален образовен систем, или пак за фейк ньюс, дезинформации и така натаму, кои се третираат и во нашиот национален образовен систем, навистина се значајни теми и мислам дека само со суштинска дебата, со инклузивен пристап, би можеле да доаѓаме до издржани решенија. И секако денешнава тема во рамки на ова конференција се реформите на изборниот систем, како истакна и говорниците до сега, и мојот колега Снопче, но и председателката на Државна изборна комисија и министерот Маричич, дека да, имаме се уште активна работна група каде што се разгледуваат сите предлози како да доаѓаме до квалитетни законски решенја со кои би се одразило како што треба волјата на граѓаните, бидејќи на крајот на денот секако дека треба да водиме сметка дали исто тежи изразувањето на волјата на секој граѓанин во нашата држава. Затоа е битно и прашањето за изборната географија, нели? Определување на границите, на единиците и не само тоа, на изборниот модел како целина. Ке се обидам да бидам краток денеска и секако да одговорам на евентуални прашања, но како политичка партија и како представник на ДУИ и во работната група и во преговорите за составување на новите законски решенија, секако дека имаме јасен став дека препораките на ОПСЕ и ОДИХР доследно треба да бидат инкорпорирани и преточени во законски решенија во новото ревидирање на изборниот законник. Секако дека се залагаме за отворени листи за советници и тоа по моје мислење би било и како тестирање на нашиот изборен модел во насока на тоа како дали би било тоа успешно решение, дали вреди да се имплементира и во парламентарните избори и така натаму, но секако дека сме против било какво условување на едно вакво решение, на пример, како што беше предложено од други политички партии, дека да, тоа би било прифатливо, ако би било прифатливо и избор на градоначалник на само еден круг, секако дека, како што реков, треба да водиме сметка за волјата на граѓаните, тоа доследно треба да се испочитува и не можеме тоа да го поврзуваме со некаков процент на излезност или изразување на волјата или гласање за една или друга политичка партија или за еден или друг кандидат за градоначалник на само еден круг на изборите. Така што од прилика овие се преговорите помеѓу политичките партии кои се одвиваат нели сега и се уште не се финализирани, бидејќи требаше да имаме финален предлог кој ќе беше во собраниска постапка за усвојување. Но што е битно? Битно е треба да имаме консензус помеѓу сите политички партии. Јас не памтам дека некогаш се усвоило изборен законник или измени и дополнување на изборен законник едностранно, само од страна на властата, но туку треба и со опозицијата и со сите политички партии да се договориме и заедно да ги усвојуваме законските решенија. Исто така, кога сме сега пред локалните избори,
бидејќи тема на преговорите ни беа локалните избори и потоа и парламентарните избори, но повеќе се фокусиравме на локалните избори. Треба да се одрази на тоа што е договорено, тоа што беше определено и во финалната верзија на работната група. Јас тоа го очекувам и како предлог и од страна на било од владата, било и од пратениците, бидејќи ако оди преку пратениците, тоа треба да се потпишат, нели, предлозите и самиот акт од страна на би било пожелно од страна на сите политички партии кои се представувани во собранието, но сепак ќе истакнам дека е важно да имаме консензус и да се залагаме за квалитетни законски решенија, а не водејќи сметка само за партискиот интерес. Ако не сгрешам, месеци или 3 месеци веќе некои измени и дополнување на изборниот законник се усвоија во собранието. И тоа како предлагачи беа координаторите на политичките партии, и тоа за фингерпринтот беше, нели. Јас очекувам дека ваквиот пристап треба да се следи и при секоја измена или дополнување на изборниот законник. Така што верувам дека сега би требало да имаме предлог кај што доследно ќе бидат инкорпорирани препораките на ОПСЕ и ОДИХР, ќе нема некаков отпор од било која политичка партија, бидејќи би требало да сите да се залагаме за квалитетни решенија и квалитетен изборен модел и прописи. Така што очекувам дека политичките партии нема да водат сметка само за нивниот партиски, да кажеме, интерес, туку ќе водат сметка за квалитетни законски решенија. Зелената агенда не само што ќе биде дел нели, во програмите на нашите кандидати за градоначалници и советници во општинските совети, туку веќе е дел и од програмата на владата. Како што знаете, веќе во постапка е ребалансот на буџетот, каде што се предвидени конкретни мерки поврзани со зелената агенда, која, нели, ја промовира ДУИ. Така што нема никаква дилема во овој правец, веќе се креират политики, се имплементираат политики и конкретни мерки поврзано со зелената агенда. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.